На пат за Витлеем. Денес продолжуваме со проучување на иконата за рождеството на нашиот Господ Исус Христос. Разбирањето на теологијата која стои зад иконата помага да се разбере реалноста на Христовото раѓање. И тоа во никој случај не е некоја приказна од Дизниленд, ниту пак настанот ги одразува романтизираните сваќања за она што денес го гледаме како Божиќ. Божјото раѓање се случува во темна пештера, која што е прикажана во центарот на иконата. Кога Марија и Јосиф пристигнале во Витлеем, не нашле место во традиционалните преноќишта. По Божја промисла, најдоа за солниште во една пештера. И во оваа област на Витлеем пештерите често се користеле како за солниште за животните. Пештерата е и символ за доаѓањето на Бога како човек за да донесе светлина во темнината на нашите души, на нашето непознавање, на нашата грешна состојба и да го осветли излезот од темнината во вечниот рај. Важна символика има и фактот што беше и штала. Можете да ги видите и животните како гледаат во детето Христос. А местото каде што се чувале животни било смртливо место, а не пожелно место за престој, а уште помалку да се роди дете. Но тоа место не е случајно избрано, затоа што ја покажува Христовата понизност. Можеше да избере да се роди во палата, но дојде да ни покаже дека патот до рајот се темели на понизност. Ни покажува дека тоа треба да биде нешто важно и во нашите животи. Да не бараме богатство или почест или да се сметаме подобри од другите. Добриот пастир, оној кој го полага својот живот за своите овци, дојде да ги побара за лутаните. Тој се понизи себе си, за да може со него да ги потикне душите на оние што се сопна од товарот на гревот и да ги врати во правобитната состојба на Адама, ни вели свети Григорий Богослов. Темната позадина во пештерата може да се објасни со фактот дека раѓањето Христово е како духовна светлина која свети во смртната сенка, која го обкружува целото човештво. Црниот отвор на пештерата го символизира светот исполнет со грев од падот на човештвото, а со раѓањето на Спасителот, синот на правдата, таа сега е просветлена со јасен пат за враќање кај Бога на небото. На пат за Витлеем.